Добре дојдовте во второто полуфинале на авантурите на Марк, шеф Марк во потрага по млади таленти. Останаа само најдобрите. Денес ќе го дознаеме и вториот финалист од оваа сезона. Јован и Иван ќе се борат за последното место во големото финале. Само еден ќе успее да го направи последниот чекор кон титулата победник. Следува нова кулинарска пресметка. Да започнеме. Здраво гледачи, да, сме во надпреварот, тој што ќе ни даде најдобриот млад талент во Македонија. Авантурите на Марк, по потрага на млади таленти, тука сме со сите и за вас. Денеска сме за на пола финале. Пола финале не пола финале. Второто полуфинале. Второто полуфинале, да. Со Иван и Јован. Да бидеме искрени, навистина од тензијата почнува да се качува. И за мене, и за нив, и за сите, мислам и за вас, сакате да знаете кој од нив ќе победи и кој од нив ќе оди на финале. Што сите чекаме. Финале на најдобриот млад талент од Македонија. Како го чекам тоа. Суди, спремни, Борче, Климент, Јаким, најјаките ги имаме денес со нас. Они ќе оценуват, многу се тешки. Јас ги почитувам, сите коментари што ги кажале беа на ниво. За жал, надпреварувачите не беа на ниво, не беа добри, другите малку по-лоши. Добри, полоши, подобри, полоши, така да нивелиравме малку. Па, да ги поздравиме нашите спонзори. Радо да бе, без нив не можеме ништо. Не можеме, тоа се едни од најдобрите. Првиот горе, Беко. Беко го имаме, Нептун го имаме. Кристал. Сарајева стекаус. Секогаш кажувам, да, Зеко овде. Не, нели? Мирисот од месото така што се ги на грил таму има Джосперто. Многу убаво. Унибанка за пари. Тука се да ни дават пари, да позаимиме пари, да ги ставиме парите неколку пати кај нив. Секогаш треба тоа. Секогаш треба. Президент со нивни млечни производи. Апсолутно. Нема готвење без павлака, нема готвење без путер, нема готвење без стенка, сирење, тоа се кашкавалче. Меѓународен славјански универзитет кој, како рековме, за победникот дава 50% стипендија за сите 4 години. Марк, браво, тоа е. Дали за победникот, скапо кошта, па да. Или за некој од семејството, нормално, и алпско, и без нив не можеме. Точно. Тоа е тоа. Андреа. А месарница Андреа, кој го имаат едни од најдобрите и најсочните. Пази што кажу, што пак имаме проблем. Едни од најдобрите, добро. Исто Фармер Бој. Годомин. До месарница Андреа. Навистина комбинација што они имаат, овни се твинц, најдобри. Едни од најдобрите. Добри сме. А ние се смееме, ама има двајца тука што се тресат. Дечки. Не гледам насмевка, не гледам ништо. Нема насмевка више. На миниците си зедува што им требаат од Фармер Бој, од све другите состојки од президенти свето. Спремни се. А ние ќе се спремаме, ќе титниме, може? Можеме. Ајде. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ајде, почнува надпреварот. Пола финале од идеме јако. Најдобриот млад талент од Македонија. Тука е со нас. Ама кој ќе биде? Ќе видиме. Ајде. Иван, многу е, како да кажа. Како се кажува така? Сериозен, да. Дали е така секогаш? Некој да ми кажи, дали е така? Чекајте. Ајде одиме до публика малце. Дали Иван е така секогаш сериозен? Па знае секогаш да биде сериозен. Знае секогаш да биде сериозен. Сега ќе видиме, ќе испитаме колку знае да биде сериозен, да видиме. Опа. Ајде дечки, 29 минути, една минута помина. Одиме. Да видиме, вие сте му на Иван? Сестра, па најголемата подршка, како рековме, секогаш доаѓа од семејството. Точно така. Кои се твоите очекувања за Иван? Па се најдобро. Се најдобро, така е. Веруваш во него дека може да влезе во финале со неговата посветеност? Еве, го видовме дека е вреден, посветен, работлив, прецизен, па, што мислиш? Па искрено мислам дека може да победи. Апсолутно, аплауз еден ве молам за Иван. Аплауз за Иван. Одиме на
Истрага, потрага, не знам што правиме, та? Инспекција. Така? Инспекција, еј, ветеринарска инспекција почна. Ајде. Да видиме тука за кого имаме навивач. За мојот брат. За мојот Тие брат. Предпоставувам, Јован, Да. веруваш во него? Да. Апсолутно, секако кажи ми, каков е по дома, да речеме, знае да ти изготви. Ти си му помал брат, така или? Да, јас сум помал брат. Да, кажи ми, знае да ти изненади како постар брат, тој да ти изготви некој специјалитет, да речеме, така, малце да посвати повеќе време во кујната за тебе, за семејството, за најблиските. Може да се каже. Може да се каже. Исто и за него видовме дека е прилично посветен, така, само одговори како си, супер. Или по дома е така, или знае да си е позборлест малце повеќе. Не знам што така. Зависи од расположение. Добро, тука се секогаш надевам. меѓу браќа секогаш е тешко, знам, но ти Еј, тоа да. да. Па, има еден поијак од другиот, но и сака поќе да кажи. Па, мора еден да побуши. Ајде, надпреварувачи. Ајде, одиме, гледамо ти почна да врие таму. Ау. А овде? Клокоти. Почнува да кршка. Ајде. Да, браво. Океј, добри сме. Ајде, Иван. Океј? Гледам се сечи, се прави, се дава, се ај. Докаде сме, Иван? Добри сме? Да. Идејата? Се е под контрола? Да. Многу Кратко сака. јасно, како рековме. Се е под контрола? Да. Како оди? Океј, добро. Ајде. Ова. Без прсти, без ногти, пази. Океј, сечаме. Освен мисиркино, некое друго парче на месо да ни залут. Да. Марко крваво така, нешто. Да. Супер. Не, почва да мириса убаво, да мириса да нешто така што се спрема, што се кршка во кујната. Убавини. Многу се позади така, не знам што ми е на судиите, единствено професор Климент, гледа малку поблиску, Јаким и Борче. Некои тајни, некои дискусии позади. Да. Чекат малку да работите да се направат, да одиме малку понатаму, поминува време. Ајде. Што ќе правиме портокал? Ке сосот портокал. Тоа ќе биде сосче. Се прави нормално патка со сосот портокал. Сега ќе правиме мисиркина со сосот портокал. Многу добро. Патка, може и мисирка. Да. Многу добро оди сосот од портокал со све што е, како да кажам, од фамилијата на пилешкото, мисирката и све тоа. Да, добро. Па гледаш кога некој немаш нешто за седење џус, како правиш. Со една штипка, внатре вртиш. Со две лажици. Ја мислев дека беше штипка. Браво. Тоа е убава тајна. Ајде да ви кажам 23 минути уште остануваат. Ајде, браво. Имате пробано публика? Ној, крокодил, кангуру, такви ствари, да? Има. Чекај да видиме за мислење што ќе рече. Па гледај скокат. Да. Многу добро, како да кажам, месо е. Месото од ној, месото од кангуру. Сега ќе видиме коментар. Ајде. Јас малку дојдов позади, да кажеме овде, да видам како се случува операциите. Хирургот убаво се работи. Браво. Многу се тивки, многу се организирани. Уау. Не знам од кој од двајцата ќе победи, ама гледам од ти двајцата заслужуваат да победуваат. Ајде, еден аплоз за ниве, молам. Ајде. Малку поддршка. Навистина не е лесно. За овие што не само горат пред шпоретите, туку и пред ова сонце овде, Бога ми е храброст да се издржи ова. Точно така. Знамо ти Иван има 17 години. Тоа е, Иван? Јован 19? Да? Тоа е? Јован? Ало? Како е концентриран. Не одговара. Кој од нив ќе победи? Голем прашање. Тоа е прашањето. Да. Марк, ме интересира колку рекоа имаат по 18 и 19 години. 17 и 19. 17 и 19. Значи имаме средношколец и студент или матурант. Точно при крај. При крај. Значи, може би, ако размислувате, Славијански универзитет ќе му дојде на вистина добро.
Точно така. Го имаме тука Стефан Ѓорчев. Ајде за понудите, не, сака не се срами тука. Кажи ни, еве рековме дека 50% даваме стипендија, колку што разбрав на победникот за сите 4 години беше. Да, за партиципацијата за сите 4 години и тоа не е само за пошто ова се ипак деца кулинари, гастрономи кои можеби ќе сакаат да одат на гастрономија. Тоа се однесува и за некој нивен близок член од семејството за додипломски или постдипломски студии. Што направи Коцки, гледам од мисир киномесо? Правен стави вода за да умекни месото, сега стави путер да се запражи. Добро. После ќе го извадам месото, ќе ставам сос да се направи и на крајта ќе го додадам и месото. Убаво звучи тоа. Едноставно, ама може интересно, премногу вкусно. Но колку изводливо да видиме ќе биде. Точно, ме гледам од Ион, подарува портокал. Одиме за две варијанти на портокалов сос. Иван, што ни подготви до сега? Може да кажеш или тајна е? Да. Чекаш за крај? Месото го зачинивме, го пражуваме, целерот се вари за пирел целер. Месото ќе оди во печка со малку вода, путер, а тоа згора со хартија за печење. И го време прашиме зеленчукот и сос во остатоците од месото. Вау. Еј, ајде аплауз пак. Ве молам. Аплауз. Супер, супер. Многу ми се допаѓа. Многу се вредни, многу се ентузијасти. Мислам оти, на вистина, еден од нив ќе заслужи да победи. Па тоа е поентата. Младите таленти од Македонија ги најдовме, младите таленти од Македонија чекаме да не изненадуваат. А ние не остануваат уште 17 минути и 20 секунди. Доволно. Доволно е, нормално доволно, да. Ама, дали ќе успеваат? Дали ќе... Тоа ќе видиме. Убава тактика, што му стави вода, путер, после во хартија. Вау, многу ми се допаја. Оти навистина ќе ја држи целата течност. А Марко се тресе. Нормално е. Тоа е. Гледајте го. Правите зум на раците. Чисто да се види, гледајте. Добри сме? Публика? Како изгледа работа, ќе ја видели? Да. Ама чудно ми се судиите не се шетат многу, го остават. Па ги оставија малце. Изгледа видео дека малце тензијата е понапната тука, така што... Не, мислам оти видеоти се снаоѓат и не треба да бидат тоа. Видеоти организирани, све оди под контрола, шпоретите се топли, перерните се топли, све оди како треба да оди и се ставиле на страна, да не ги му сметат, да не им бидат, да не му се плетат по нозите, така се кажува? Па да. Така нешто. 15 минути, дечки, пола време помина. Ај. Дечки, 13 и 42 секунди. Многу баво. Ти около до... Да. Сокол. Сокол. Уште може, ама... Не. Ја од близко беем. Да. Добри, сонцето малци и смета, така да. Точно така. Дечки, добри сме? Браво. Многу ми се допаѓа. Има проблем? Чекај, гледам. Океј, све под контрола? Па си крчка тука, да. Океј. Сос, портокал, браво. Месото е во печка? Тука е, ми се фоти. Да. Океј. Да не заборави да биди сочно. Месото, убав гарнир, убав сос. Иван, што правиме? Пире од селер. Океј. Малку путер, малку млеко, малку сол, малку бибер. Чисто така, малу советна брзина. Ма знамо ти ке го направиш тоа. А гледамо ти имаш уште целер. Подобро да не гледам, оти мене идеите ми доаѓаат и неколку моменти мора да ги кажам, ама ќе цутам. Ќе цутам, оти навистина, сега сме во финала, пола финала, еден од нив ќе оди во финала и тоа е тоа, да не правиме разлика меѓу нив. Полека. Поле. Само така. Точно така. Ајде да видиме. Тука мевцето го имаме веќе готово. Да. Не се, при крај се. Гледам оти добро организирани се. Тоа е добро, да. Супер. Секоја чест. Подани, браво. Пак ќе кажам, Марко, ми е чудо, жури комисија ги гледам таму, не мрдат ништо, оставаат. Океј, да. Почитуваме.
Дали се спремат за коментари, оштри коментари? Се оштрат сега. Ај. А добро, Да. мислам дека и пред време како тргнало. Проба, браво. Како е? Вкусно? Океј. Колегите стана, дојдоа на потрага. Јас видов, пробав. Проба. Да. Па имаме еден што проба. Добро. Едно парче од тоа што сакав да пробам, видов тоа што сакав да видам. Задоволен? Океј, чутиме. Ќе биде изненадување на крај. Дали ќе биде уау, дали ќе биде боф? Нешто видиме. ќе биде. Нешто ќе биде, тоа сигурно. Да. Браво. Океј. Добро. ова Професор ќе биде Климент? Тесно. Има нешто да кажуваш? Па, добро, сега се уште е рано да не би сакале да ги обескуражиме. Рано имаме уште 9 минути 30 секунди. Откако ќе заврши целото време, тогаш ќе се произнесеме. Не би сакале да ги обесхрабриме. Фала за нив. Ајде, останува серата, срека меѓу нивни раци, да кажеме. Гледам двајцата таму имаат неколку коментари, да дојдам малку да Ајде да да видам видиме. што. Борче, имаш нешто да кажеш? Па ништо е, чисто ги посматрам и двајцата да видам што и како работат. Малце мене ми се малтене многу слични со подготовката на се ова како што го прават. Ќе видиме на крајот, очекувам да ме изненадат со сервирањето барем. Да видиме кој што како ќе сервира. Постапките ги гледам, ги запазувам, да видам за на крај да им му кажеме некоја критика позитивна, за да утре ден понатака во животот научат нешто плюс од ова, така да ќе видиме што и како ќе ни презентираат на крај. Мислам оти до сега сите надпреварувачи што помина меѓу вашите раци, да кажеме, со коментари, со све што им кажавте, ќе го памтат това цел живот. Оти како млади таленти, како млади готвачи, това е нешто што останува. Почетоците, во којна секој почеток се памти најмногу. Сите мали надпревари, мали готвење, дали го готвиш дома, дали го готвиш во ресторан, кој имаш коментар од това, останува. И пак ќе кажеш, посебно кога си млад, останува тоа цел живот. Неколку пати остануваат добри траги, неколку пати лоши траги, зависи. Од мене да ти кажам право, јас како стар готвач, имам траги, ми се трагите од позади. Оти беа повеќе по стил на клоци, кој не беше добро. Тоа е лекција, Една клоца по газот, ама за нив, на вистина еден коментар. Добро дојден и ќе го му служи за цел живот. Макар да биде и лош коментар, мора да го памти за нареден пат да не го повтори. Точно така. Ајде, 7 минути и 30 секунди. Ајде, аплауз, храброст Марко за нашите млади. Ајде, поддршка. Ајде, уште 7 минути и ќе знаеме кој ќе биде победник од ова полуфинале. Кој ќе се мери со Марко. Марко ќе можеме да го кажеме оти е Марко Le Terrible. Како се кажува Le Terrible? Не знам по македонски. Страшниот. Така. Марко Страшниот. Да, точно така. Мислам дека и тој што ќе влезе сега во финалето со него, бога ми ќе има додатен притисок. Не знам дали секако и Марко ќе како се кажува по македонски, не знам дали што ќе го јаде, ама ќе ќе биде жестоко, ќе биде, бидејќи имаме навистина фасцинантни момци тука, така што ќе гледам тањирите почнуваат полека да се полнат. Се сервира? Да. Почнуваме да сервираме овде од делот на Иван. Добре. Имаме пире. Пирето од селер. Повеќе селски пире. Океј. Дали е вкусната пирета? Ја проба? Океј, ајде. Гледам оти кај Јован, почнуваме да сервираме. Океј. Супер, значи тука сме веќе. Со калап, почнуваме да пазиме на презентација, обавезно мора. Окото јади, прво, второто мирисот ве доближува од јадењето, трето устата ви одава последниот вкус.
мора да биде вау. Ова полуфинале ќе биде страшна. Не само за нив, ама за после. Јас станивните години, јас пак уши кажам, бе во кујната позади, никој не ме гледаше, се криев и све. Они гледај каква храброст имат да се покажат овде по... Да, пред целата јавност, целата нација, така да... Па види, стекнуваат популарност, знаеш, кој е сиви, ова во сивито кој ќе им биде, знаеш, утре во кој ресторан да работат, каде и да работат. Ова е сепак кога ќе видат дека јавно пред публика, пред широк аудиториум се надпреваруваат. Тоа е една точка плюс на сивито. Да. Како е месото? Сочно? Одлично. Ајде, публика, аплауз, 4 минути 30 секунди. 4 минути, а ние сме веќе тука во сервирање. Ајде. 4 минути. Сервираме. И 30 секунди. Сега. 20 секунди. Тешка битка, навистина. Ама... Пинцета. Одиме на детали. Јован, па сега што ми имаат време веќе на претек, комотно можат да си украсуваат, да си декорираат. Браво. Ова ќе мора да се слика. Да. Види. Браво. Ајде, Иван. Уште 3 минути и 50 секунди. Ајде, сосче. Сам чекор до финалето, Марк, ете сме. Гледай го сосот како изгледа. Многу убаво изгледа. Ја како што не сум ни доручкуван, дечки, ја не знам дали ќе стигне жири да пробај. Ќе биде тешко. Ќе им кажеме директно на двете, ајде, носете ги брзо тањирите. Побрзо само. Да. Супер. Многу ми се допаѓа. Ево, заврши. Уште малку декорација, нешто зеленино, мислам, извините. Па тоа е. Ми отиде така од устата, навистина, супер е, ама фали нешто. Дечки, имате уште 2 минути и 50 секунди. По 10 склекли. Да. Имаат време и песна да ни испеат тука. Па браво, глеј, можеме да кажеме, они се малку превреме завршиле. Следуваат све. Браво. Се надевам и ова жирито ќе го земе во предвид. Да. Браво. Како убаво изгледа. Дојди. Сочно, вкусно. Дојди да видиш. Си мириса. Вау. Вуала. Точно мојот збор. Вуала. Епа да. Тоа е. Вуала. Лукче. Заврши, Јован? И аплауз. За Јован заврши. Иван, таман сме. Ете го и аплауз за Иван. Заврши двајцата пред време, 1 минута 40 секунди пред време. Браво, секоја чест. Многу тешка битка денес. Ајде аплоза. Храброст на нашите надпреварувачи. Завршија пред време. 1 минута 40 секунди пред време. Почнуваме. Кој ќе биде прв? Ќе биде, гледаме името, Иван. Ајде. Иван, дојди кај мене, дојди кај судиите, дојди да ни го представиш твоето уметничко тањир. Ајде. Супер. Ми се допаѓа. Ајде. Иван, како го крсти твоето јадење денес? Мисиркино на зеленчук. Мисиркино на зеленчук. Многу едноставно. Состојките што ги употреби денес се?
целер, тиквица, пиперка, портокал, мисиркино и млад кромит. И млад кромит. Подготовката? Мисиркиното го запраживме, доби боја, го ставивме во фолија со путер, се запече, го преливме со сосот од портокал, му го додадовме путерот од фолијата, од озгора пирето целер, го ставивме малку поневарено за да биде рапасто и зеленчукот го испраживме на путер. На путер. Како мисли жури комисијата? Ајде, да видиме дали имаме добри и лоши коментари, што кој прв ке ми даде еден коментар. Професор Климент може? Уста полна? Не? Јаким? Борче? Јаким? Јас пак ќе го почекам и вториот, за да дадам еден осврт. Нормално колегите кувари, они знаат повеќе во делот на техниките. Јас гледам тие сочно, има сос. Има сос. Многу сакам тоа кој има сос, која се мацка така. Не, го фатив на моментот што го сакаше да каже нешто. И за жал се Тањирот на Иван е доста комплексен, значи има искористено доста елементи има колорит, има добра комбинација направено. Интересно е. На вкус имаме една добра мешавина на вкусови кои што не одскокнуваат еден од друг, значи добра композиција. Ајде ќе поминеме со Борче сега. Голта? Шеф Борче. Па вака на прв поглед тањирот изгледа добро. Чисто сервирано, се знаеме редот како иде, што иде. Се е вкусно? На вкус ми се, за разлика од претходните емисии кога што не пробуваа, сега барем пробале, има вкус. Така да малце месото ми е посуво. Да, во некој, да речем во некој поглед, со сосот се избалансирува. Извини, за месото гледав, ти се трудеше, го стави под фолија, стави путер, вода и све тоа. Затоа сосот го избалансирува она што е малце као коричка од згора што ја има. Па ќе видиме како ќе биде и другата. Ајде, одиме на вкус. За вкус. За вкус. Ајде. Одиме со оценка на вкус. Иван, спремен? И 4 со 4, тоа е 8. Добро е. 8 за почеток. Мислам че е лошо. добар почеток. Да. Океј. Одиме за презентација. Колку ќе имаме за презентација? Дали презентација ви се допаѓаше? И 4 со 4 пак. Пати 4, 8, 16. Многу добро. Добра оценка? Да, одиме, се качуваме. А сега, имагинација, труд, организација. Што мислите, Мистафа? Ја тјутам, ти ќе кажев пак нешто, ама мислам ти... Да. И 4 со 4. 18, 24. Супер. Ова е добро. Ова е одлично. Вау. Одиме на високи ноти. Да, 28, 18. Иван 24. 4. Супер. Мајсторе. Ајде, Јован. Повели, дојди со мене, дојди до мене. Повелете, жуди. Ова е портокал во сос од кари, мисиркино месо во сос од кари и портокал. Мисиркино месо во сос од кари и портокал. И крем, гледам, ти има крем павлака. Да. Со стојките? Правен месото го стави во вода. Дојди ми од тука страна, од оваа страна. Оти ми кажат во режија, оти не те гледат, сака да го гледат тој Јован. Правен го ставив месото да се омекнет во вода, потоа го испражив на путер, го тргнав на страна, го ставив павлакана и зачините да се загосни сосот и после го ставив месото. Потоа морковот го запражив на путер малку, го тргнав и во истото тавче го испражив зеленчукот со сок од портокал. Гледам, оти интересно е, зеленчукот има роквица. Да, ставив роквица, тиквица и млад кромит. Комбинација што малку сака со посебни вкусови, ама интересно. Полека гледаме оти си јадат судите, како да им се допаѓа.
Исто во сосот има и босилик, чешнак или лук, кари и кора од портокал. Вау! Дали твојата комбинација ги освои жури комисија? Ова ќе биде тесно веќе. Знаеш, пак дека, имено прашање, доаѓам. Дали сготви тањер како за победник или тањер за во пласман во финале? Како Чудно прашање, ама, ајде, имаш одговор? Како победник или како пласман? како победник? Океј. Иван, дали направена визуализација пред да започне со работата, бидејќи сепак имаше доволно време, ги гледаше и другите надпреварувачи, можеше да купиш нешто, можеше да или имаше конкретно идеја уште од изутрина кога стана, ова ќе го направам. Уште кога ми кажа дека сум естествено месо и со овие намирници имав идеја, не планирав нешто да купам. Океј. Ајде. Борче? Чудна ситуација. Малку... Океј. И? За овој залак што го проба. Што осеќаш? Еве како судија. Осеќам малце кари, портокал, крем павлака и му фали уште малце сол. Дали сметаш дека портокалот малце преовладува во целата уште на првиот вкус и понатаму? Да, малце. Така? Фала ти. Океј, врати се сега на место, мислам ти се е кажано. Борче, сакаш да додаиш нешто? Или све е кажано? Чисто на кратко би дал еден совет до Јован. Мислам дека можеше да направиш подобра порција. Мислам дека комплексноста на самата подготовка на тањи на оваа порција ти е многу, како да ти кажам, наедноставна. Од проста причина што, да речем, месото исецкано на коцки, сварено, малце тука ти беше грешка прва, која што го стави месото без ништо да биде заштитено за соковите од самото месо да останат во него. Го стави во вода, го зовре, ја тргна водата, го остави месото, сите вкусови на месото што се од мисирката ги остави во вода. Така да после тоа го работеше зеленчукот и меѓу време те прашав што ќе правиш со зеленчукот, ми рече ќе биде како гарнир, на тивко почна да го правиш, пола и повише ти се изгуби. Стави портокал и во гарнирот и во главното јадење. Доколку веќе сакаш да правиш нешто, да речеме да биде различно, да можеш барем да го одвоиш месото со гарнирот, да има супротности, да може кој ќе ги пробаш во уста да се спојат, да имаш некоја добар, да речем, измешаност, експлозија на вкусови во ова. Одека што и да пробав, ми е исто портокал. Зеленчукот ми е кисел, покисел, него ли било што друго, значи не осеќам никаква разлика во миксот од зеленчук. Додека кај месото, да, сварено е, меко е, сите тие работи, но преовладува портокалот и од почеток и до крај. Така да, мислам дека можеше да направиш многу подобра порција. Фала, Борче. Климент, да, сакаш да додаеш нешто? Да, би сакал да додадам дека тука, иако се уште си на училиште, односно се уште се едуцираш во дело на гастрономијата, сепак требаше да одиш школски, да ги запази сите оние постапки кои што се основи на гастрономијата, значи се знае како треба да се зароби вкусот во месото, да не дозволиш, например, исецкано на коцки месо во еден сос,
За мене не доликува како да за полуфинале во една ваква програма. Вратише на место. Овели. Океј. Ке почнеме. Со Оценките. вкус? Па да, Ајде со да вкусот. видиме. Вкусот, како беше вкусот, господине суди? Ајде. Колку заслужува вкусот? Ајде, и тројка. Два пати тројка. Добро, Имаме 3 за почеток за 6. вкус, имаме 6 Добро. поени. Аплауз. Ајде, продолжуваме за презентација. Два пати тројка. Ау, два пати двојка, више. 6, 10, мислам, оти си оди местото за финалето. Па сега уште оценката за организација и опрема за све, за игиената, за све тоа. Имаме 10-ка, имаме 10 до 3, 6, 16. 16. Ама ние го добивме вториот финалист, а дојди тоа овде, е да, Иван. Повели, честитки големи. Дојди кај нас. Ајде, не се крие. Покажи се пред сите, пред јавноста овде. Ајде, дај ме раката, ќе правиме како Ајде горе раце. Ајде, Аплауз го имаме големи, молам, финалистот вториот финалист на во авантурите млади на таленти. Сега кој ќе се мери против Марко? Па се знае, Иван. Многу ми е мило. Гледачи, се гледаме за кратко. Со нас го имаме Јаким, еден од членовите на жири комисијата, би рекол на строгата жири комисија, бидејќи како што вам реков пред некоја емисија, бога ми сум изненаден на вистина од строгоста која ја покажавте, но на некој начин и е праведно, бидејќи критериумите мора да растат, се полуфиналиња, го бараме најдобриот од најдобрите, така да, еве, на почеток сакав да ве прашам, бидејќи видовме еден навистина прекрасен надпревар целата сезона помеѓу надпреварувачите, колку се важни овие надпреварувања, да речеме, помеѓу младиве таленти, кулинарски? Одлично. Со ова прашање можам и на претходниот вовед да ти одговорам за она што велиш дека сме строги. Многу се важни овој вид на надпревари. Првично, за да се мотивираат младите, и ова личи како една фраза што се повторува, нели? Но не е само толку мотивацијата, колку што да се одлучи еден млад талент да учествува на надпревар. Има возрастни луѓе што немаат храброст да го направат, а не па помлади. Така да тоа е еден момент кај што они сами добиваат еден вид на самодоверба, а строгоста е дел во нивната изградба, понатамошна. Значи, не би си дозволил да, пошто е млад, да му се дозволи да оди напред со некоја грешка која што утре може, убаво рече и Марк во една прилика додека разговаравме, вика, овие надпревари они ќе ги памтат. И јас имам ден денеска врежено во мене ваков вид на јавни надпревари или во сомелиерство или во било кој друг сегмент во угостителството каде што сме били искритикувани. Веруваме дека ден денеска ги памтам. И таа грешка веќе нема да се повтори. Па тоа е тоа, критиката секогаш си го прави своето. Добро, кажете ми, кои се вашите очекувања, да речем, и од самиот победник и општо, ајде да речеме, општо од сите надпреварувачи во оваа емисија, едно ваше размислување, да речеме, еден осврт кон целото тоа шоу кое го направи овие прекрасни таленти. Прво морам да го поздравам шеф Марк за оваа иницијатива која што ја направи. Ова е едно шоу кое што дозволува на овие надпреварувачи, млади надпреварувачи, пред се, она што они го замислуваат и ноќе додека пред да легнат, кога ќе станат на училиште, или гледајќи некои емисии си замислуваат каде они би биле, да на некој начин почнат да го реализираат.
Така да, што јас очекувам од нив и би ги охрабрил, да бидат до крај така храбри како до сега што биле, да не се плашат, да ризикуваат, затоа што нивното заслужено е после стравот. Ако он го помине стравот, ако нештото не знае да го направи, нека се обиде, резултатот може да биде само позитивен за него. До сегашните надпреварувачи во изминатите емисии покажа доста знаење, овде веќе некој кој што има нешто плюс од останатите, веќе се истакнува, како што видовме, финалистите не се само добри во термичка обработка или во имагинација, туку се добри и во организација. Нивните маси на крајот од спремањето беа исчистени, беа педантни, завршија и тоа се гледа и во тањерот после тоа. Така да добивме финалисти и драго ми е што се на тоа ниво. Добро. Сакав да ве прашам, ајде да речеме, што е тоа што еден млад готвач на пат веќе да стане, нели, познат шеф, да речеме, што е тоа што го издвојува и би го направило да биде оригинален, перспективен на некој начин, пошто да речеме, не знам, некој познат готвач, Гордон Ремзи или било кој, се издвојува од останатите. Еве да речеме, а да е тоа од овие млади таленти. Што би им препорачале вие, на кој начин да поработат на уникатноста, оригиналноста или на нешто од тој аспект? Тоа што го спомнав и во претходното прашање, да речеме, нека бидат првенствено храбри, нека ризикуваат во нешто сакаат да го направат, нека знаат што следува, нека бидат организирани уште во самата идеја. И нека бидат оригинални. Не мора да значи, еве и во денешните готвења, кога ќе се затворат во една идеја, они не го гледаат веќе она што имаат плюс. Овде видовме надпреварувачи кои што користеа ни 20% од тоа што им беше дозволено да користат. Некој од нив има и нивна опрема донесено, која што ја не видов да ја искористат. Значи, и видовме и бренерче. Бренерчето може да послужи да се нештото доспреми без да се користи извор на топлина како шпорет или како плотна. Така да јас би им препорачал на вистина да користат све она што ќе им падне на памет, да го склопат убаво, да направат една целина и денеска имаат можност. Социјалните медиуми, интернетот им дозволува. Ја во една од емисиите кажав, немој да бидете YouTube кувари, меѓутоа користете, некогаш од YouTube може и да видите како не треба. А тоа е најдоброто школа. И за сам крај, кој е Јаким? Што ќе ни кажете за вас? Види, оние кои што го познаваат Јаким е еден патриот во угостителството. Затоа и го поддржувам Марк. Он ни е пола на пола. Он доаѓа од Белгија, меѓутоа знам дека многу ја истражува македонската кујна, ги вади сите оние работи кои што навистина заслужува нашата кујна да ги има, по едно културно наследство. Јас работам во една моментално во винарија Тиквеш, каде што и тоа представува културно наследство и таа гастрономија на Македонија е најјаката точка, да речеме. Јаким влече искуство цел свој живот во угостителството, постојано со луѓе, со народ, многу години во странство, во една Швајцарија, која што е синоним за перфектност, кантон Тичино или градот Лугано. Мене ми беа место на живење и школување и од таму го влечам искуството, но сакав тука, во Македонија, нештата да бидат пренесени. Јас континуирано сметам дека Македонија има многу повеќе потенцијал него било кој од надвор и тоа ни се случува за жал, поготово во гостителскиот сегмент, ни одат надвор и таму се најдобри. Јован, ајде, полуфинале, убаво се покажа, точен, прецизен, педантен, завршивте и пред времето што е исто добро, кажи ми како си еве ти задоволен од ова полуфинал и од целокупното учество во овој надпревар? Јас многу сум задоволен и му посакувам
успех на тој што ќе победи во финалето. Така, имаш некој фаворит од двајцата финалисти од Марко и од Иван? И за двајцата навидам, ама повеќе сум за Иван. Добро, искрено. Добро, кажи ми, дали ќе продолжиш да применуваш нешто од критиките што ти ги каже жирито, дали нешто од четвртфиналињата примени овде? Да, ќе продолжам од грешките и се учи. Така е. И од финалињата применив со тоа што ставив помалце сол, сега ставив таман сол. Добро е, супер. Само храбро, само напред, прекрасен си, така да и верба во себе и одиме напред. Поздрав. И ете го, конечно го добивме и вториот финалист, а тоа е Иван. Иван, искрени честитки. Од се срце, аплауз ве молам да го поддржиме. Значи го имаме и вториот финалист во авантурите на Марк, потрага по млади таленти. Иван, какво е чувството? Пред се ти благодарам за честитките, возбудено, уште под шок. Спремни за финале? За кратко време, прилично. А во финале, што време? Газиме, така? Да. Аплауз уште еден голем, а ние се гледаме во финалето на авантурите на Марк, потрага по млади таленти.